Изјавата на Ермира Мехмети дека Дуи Војнина ќе инвестира само во рейтингот на државата, а не во рейтингот на македонскиот коалицијски партнер ВМРО-ДПМНЕ, ја покажа жестината на целата рейтинг криза со која се соочи власта на крајот од годината. Рейтингот на партиите кој што се мери по популарноста дома не е исто што и рейтингот на државата пред очите на меѓународната јавност, односно меѓународните институции. Во изминатите 10 дена, премиерот Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ отворија нови фронтови со Грција, со Дуи, со домашните предавници и срамежливо со меѓународната заедница. Нормално Македонија не е земја кај што тече мед и млеко и нормално на секој премиер кој ќе влезе во суштинско решавање на проблемите ќе почне да му паѓа рейтинг. Проблемот кај ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски конкретно е што тие од својот рейтинг се зависни. Тие се чувствуваат удобно, единствено кога има висока разлика во рейтинг и кога чувствуваат поддршка од населението. Дали е тоа прашање на популизам или зависност од рейтинг, не е важно. И кога се соочуваат со една ваква ситуација, мислам дека кај нив нормално да се појави еден синдром на кого удрам не жалам. Така што мислам дека е тоа причината зашто сега премиерот вака отвара еден фронт со сите му се виновни, се чувствува неудобно и така. Две тенденции се јасни, сосема благо покачување на рейтингот на опозицијата и веќе видливо намалување на рейтингот на власта. Моја проценка е дека тие гласови се одлеваат во сродните партии. Најмногу одат во Обединети за Македонија. Денес граѓаните се незадоволни од сопствената живеачка. Скопските таксисти се први кои можат да го почувствуваат тоа расположение. Разговарат најчесто за тоа дека е без парица. Повеќето од нив за тоа зборуваат за животните проблеми, дека не им стигнува крај со крај да врзат. Во Дуи не отврлаат оценката дека власта може би потврлила во клучните сфери на владењето, економијата, меѓуетничките односи и европските интеграции. Веројатно падот на рейтингот, доколку е точен како податок, веројатно се должи на потврлање во сите овие елементи поединачно. Премиерот ќе мора да се зафати сега паралелно со две прашања. Агендата на неговиот албански партнер и решавање на проблемот со името. А на страна што економијата и демократизацијата на општеството не му одат добро. Имајќи го сето тоа предвид, нормално дека ќе му паѓа рейтингот и дека неговата нервоза ќе се зголемува. За прв пат во последните 3 години, јавноста почна да говори за постоење на социјални разлики меѓу власта и граѓаните. Тие се жалат од од полека, од пари дека немат и тие работи. Имат што имат што немат, зависи сега. Некоја страна има, некоја страна немат. И јас можам да кажам дека очекувам во наредниот период и позабрзано да паѓа тој рейтинг и очекувам владата, односно власта, режимот, ако сакате, да преземе уште по жестоки мерки за да го запре ова паѓање на рейтингот, што може да резултира со натамошно нарушување на човекови права. Сигурно ќе видиме уште некој да се апси, сигурно ќе биде зголемен притисок од врстопанството со казнување со инспекции. Дуи веќе го чувствува притисокот на своето гласачко тело и партијата испраќа сигнали до премиерот за сопствената нервоза. Овој период на владење или споделување на власта со нашиот политички партнер не е најпопуларниот во очите на албанската јавност во Македонија, која што е наше гласачко тело. Таа нервоза доаѓа од тоа што стратезите или генерално правилата на јавното мислење говорат дека кога еднаш ще се превати рейтингот, потоа тој е многу инертен. Многу е тешко да се врати на вистински колосек. Повеќе од 10.000 фирми беа блокирани во изминатите 30 дена. Околу 30.000 македонци се загрижени дека нема да добијат плата пред нова година. Но високи сметки, ниски плати, блокирани. Сега имате едно чудо фирми блокирани. Плата не може да подигнат. Дали пиар стратезите на премиерот ќе може да му обезбедат мирно море до следните парламентарни избори? Тоа што сега му се случува, значи појавување на сериозни опозициони медиуми, на сериозна критика на неговото владење во главните медиуми, тој го доживува како неуспех на сопствената пиар машинерија. И тоа е нормално да роди кај него нервоза, бидејќи тоа беше единствената, односно најголемата инвестиција на оваа влада во незиното работење досега.